Цената се формира кога понудата и побарувачката ќе се вкрстат. Поголема понуда значи пониска цена, поголема побарувачка значи повисока цена. Ова се основите на сите учебници во економијата. Но пазарот на недвижности со години ги урива овие основни економски закони. Инвестиција во стан во Скопје е како инвестиција во злато. За само една година просечната цена на метар квадратен во центарот на Скопје пораснал за 11,5%. Од 1521 евро за метар квадратен на почетокот на годината, наречи си 1700 во последниот квартал. Растот на просечната цена на квадрат најсликовито ја прикажува веб страницата Цена на квадрат. Во исто време, расте бројот на станови во градба. Според податоците од државниот катастар, на ниво на цела држава на почетокот на годината во градба имало 26.113 станови, а на крајот на годината нивниот број се искачил на 27.522. Дополнително, според Државниот завод за статистика, во текот на годината растел и бројот на одобренија за градба во Скопскиот регион. Дека не станува збор за решавање на стамбеното прашање, туку за сериозен инвестициски бизнис, покажува вкупната сума која се слеала во недвижностите во 2025. За само 12 месеци, граѓаните и компаниите во Македонија потрошиле неверојатни 1 милијарда и 78 милиони евра на купопродажби на имот. Иако пазарот нуди се, од ниви до деловни објекти, секоја трета трансакција во Македонија е купување на стан. Становите станаа доминантна валута, учествувајќи со речиси 33% од вкупниот пазар. Сепак, загрижува што во државата најактивни на пазарот се недвижностите во Скопје, Штип, Тетово и Гостивар, а речиси во 41 општина пазарот е речиси клинички мртов, па бројот на трансакции е помал од 50. За абсурдот на пазарот на недвижности да биде поголем, државата за половина од трансакциите не знае од каде доаѓаат парите. Она што го добиваме како информација, проценка, околу 50% од новопродадените станови се купуваат на кредит. Другите 50% се во готовина. Ние немаме сознание од кај доаѓа таа готовина. Дали од заштеди, дали од некои приливи, за кои што не сакаме да зборуваме. Има други институции кои што треба да го утврдат, секако и значен Народна банка. Растот на цените на недвижностите почна со руската инвазија во Украина. Од 24 февруари 2022 просечната цена на становите во Скопје скокнала за 72%, а барем за сега ништо не навестува дека цените би можеле да се стабилизираат. Даниел Василев, Сител телевизија.